Ситуацијата во Македонија е сериозна и се прават обиди за незина дополнителна дестабилизација. Се надевам дека западните земји го разбираат ова. Ова го изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој повторно проговори за состојбите во земјава и странското мешање во внатрешните работи на Македонија. Сегашната ситуација во Македонија е малку покомплицирана, дури би ја нарекол и криза, во голем дел предизвикана вештачки која води до ситуација за обиди за поделба на општеството. Ова не е прва ваква реакција што пристигна од официјална Москва, а се однесува на ситуацијата во земјава. Претходно и руското МНР оцени дека македонската опозиција е отворено поддржана од ЕУ и САД и дека еврокомесарот Јоханес Хан, високата представничка Федерика Могерини и генералниот секретар на НАТО вршат невиден притисок врз македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов да ја даде мандат за формирање влада на опозицијата. Со своји размислувања за ситуацијата во земјава и Балканот се јави и шведскиот дипломат Карл Билд. Тој смета дека европските лидери имаат јасен избор на Балканот, или ќе се занимаваат со тамошните проблеми, или пак балканските проблеми ќе се занимаваат со нив. Денес регионот станува запаллив, а овој пат искрата би можела да пламне во Скопје. Штом балканските проблеми се смирија, лидерите на Унијата претпоставија дека мирот е обезбеден. Нивниот рутински пристап кон Балканот во суштина доведе само до зачувување на статус кво состојбата. Билд вели дека на самитот во Солун во 2003 година било дадено ветување за пристапување на сите балкански земји во Европската унија и дека таквото ветување досега не дало никаков резултат.